Добар ден на втората пресконференција на денот на референдумско изјаснување на кој 307 наблюдувачи, акредитирани наблюдувачи на Цивил Центар за слобода го наблюдуваат процесот на гласањето. До сега имаме 85 прифатени извештаи од теренот кои известуваат, во кои се известува за едно или повеќе нарушувања на изборниот, на демократските стандарди и на изборниот законник, на процедурите. Гледаме дека изборната администрација повторно, како и во изминатите изборни процеси, води во овој случај со добри 65-66%. Потоа доаѓаат и оние случаи, речиси 13% од забележаните случаи им отпаѓаат на партии, односно иницијативи кои предизвикуваат нерегуларности. Гласачите, односно граѓанки и граѓани, предизвикуваат некои 12% од нерегуларностите и така натаму. За прв пат гледаме една зачестена појава во која наблюдувачите се однесуваат, најблаго кажано, некоректно кон гласачите. На претходната пресконференција во 10 часот и 35 минути објавивме информација за едно крајно дрско и недолично однесување на наблюдувач од одредена организација кон повозрасен граѓанин на кој му кажала да оди да гласа во Бутел на гробишта, а гледаме таква ситуација и во другите извештаи во неколку наврати. Но да почнеме со ред. На избирачкото место 2634 во основното училиште Лазо Трповски во општина Карпош не им било дозволено да гласаат на неколку граѓанки и граѓани затоа што УВ ламбата не работела. Поточно се работи во еден случај за тројца гласачи кои, иако инсистирале да гласаат, тоа не им било возможено. По кратката расправија, револтираните граѓани заминале од избирачкото место без да го остварат своето право на глас. Неприфатливо е, поради грешка на изборната администрација, во случајов неисправни УВ ламби, да им се ускратува правото на глас на граѓанките и на граѓаните. Ги повикуваме сите што имаат ваков случај да инсистираат на остварување на нивното право на глас и бараме од изборната администрација на теренот, од избирачките одбори да се однесуваат покоректно и да им помогнат на граѓанките и граѓаните да го остварат своето право на глас. Да не ги одбиваат, односно ги охрабрат луѓето да останат, да почекаат додека не си го решат својот проблем. Во Газибаба, во општина Газибаба, во основното училиште 25 мај, немало неколку граѓани на избирачки список, иако на минатите изборни процеси регуларно гласале на тоа избирачко место и ги имало на избирачкиот список. Еден гласач се појавил два пати и се обидел да гласа два пати, но комисијата му кажала да си замине, бидејќи претходно го забележале таму. Во Чаир на едно избирачко место 2940 во основното училиште Рајко Жинзифов едно лице го нема на избирачкиот список. Истото се случува во Трубарево, во основното училиште Крум Тошев, во избирачкото место 2532, еден гласач го нема на избирачки список. На истото тоа место, 2532, нашиот наблюдувач јавува дека дури и самата председателка на избирачкиот одбор на ова место ја нема на избирачкиот список и не може да гласа.
Починато лице имало на избирачкиот список забележано друг гласач на избирачкото место 2554 _1 во училиштето Кочерацин во општина Ѓорче Петров. Една повозрасна граѓанка која користи ортопедско помагало за да се движи, мораше да пешачи дополнителни 100 и повеќе метри за да пристапи до избирачкото место во основното училиште Песталоци во општина Центар во Скопје. Изборната администрација, подсетуваме, должна е да обезбеди пристапност до избирачките места. За аспектот кој се однесува на лицата со попреченост, ќе говори и една наша колешка веднаш по ова известување, а затоа потоа додека имаме уште неколку случаи во врска со други категории на нерегуларности. Се работи за следното. Пред гласачкото место 1580 во Радовиш, во гимназијата Коста Сусинов, наблюдувачот на цивил забележал две лица кои без легитимација и обележја стоеле, ги препознавале и запишувале гласачите кои доаѓале на гласање. Членка на избирачкиот одбор во избирачкото место 2762 во општина Кисела Вода го прочитала името на една граѓанка на глас. Кога граѓанката приговорила дека тоа не е коректно однесување, членката на избирачкиот одбор и се развикала и побарала од наблюдувачката на одредена организација да се јави во Државна изборна комисија да праша дали е дозволено да ги прозива гласачите. Од ДИК и било одговорено дека тоа не е дозволено. Овде се работи за една цела серија помали прекршоци во однос на процедурата. Прво и основно нема што избирачкиот одбор да му наредува на некој наблюдувач да му се јавува било кому. Не е ни коректно да се користат мобилните телефони внатре во избирачкото место, а наблюдувачот немал обврска да ја прифати таа инструкција од членката на избирачкиот одбор. Понатаму, избирачкиот одбор е должен да се однесува пријателски и коректно кон гласачите, а не да го повишува гласот. Кршењето на процедурата при гласањето може да придонесе кон повреда на гласачкото право. Гласач на избирачкото место 2555 _1 во Штип, чиј палец прво бил прснат, потоа било установено дека тој не се наоѓа на избирачкиот список. Сега тој не може да гласа на друго избирачко место, без оглед на тоа дали ќе се најде на избирачкиот список во друго избирачко место или не. Барем така пишува во извештајот на наблюдувачот, но тоа е причина повеќе да им препорачаме на гласачите за секоја нерегуларност да се обратат во општинските изборни комисии, кога веќе членовите на избирачките одбори не им излегуваат во пресред и не го заштитуваат нивното право. Исто така цивил им стои на располагање за секој случај, можеме да се јавиме поединечно во Државната изборна комисија и да побараме одбрана на правото на глас. Истото она што се случило во Штип, истото и се случило и на една граѓанка во училиштето Братство во Тафталиџе 2, избирачко место 2614. Таа била прсната со спреј уште пред да ја најдат на избирачкиот список. Потоа ја немало на избирачкиот список, пошто ја пратиле да се бара во другите избирачки места. Значи, уште еднаш, изборната администрација е тука да го обезбеди правото на глас, максимални услови за исполнување на правото на глас. Наблюдувач од одредена организација на избирачкото место 635 во општина Демирхисар седи во моментов со список пред избирачкото место и ги евидентира гласачите. Тој ги пресретнува гласачите исто така и ги прашува дали и како гласале. На самото место е присутен и полицаец, кој не реагира на ова однесување. Цивил го има името и презимето на наблюдувачот. Слична ситуација се бележи и во гимназијата Коста Сусинов во општина Радовиш, каде што пред избирачкото место 1580 стојат две лица без никакви ознаки или акредитиви и ги запишуваат гласачите. Хрватскиот YouTube канал Логично
има една прилично нелогична пракса во овој момент. Впрочем, се работи за пренос во живо од избирачко место во Струмица со коментар што представува пропаганда и кршење на изборниот молк. А пред се камера внатре, вклучена во избирачко место, е спротивно на законот. Тој што ја поставил, го прекршил законот, во моментов може да се види овој пренос во живо на овој YouTube канал. Се надеваме дека надлежните ќе се обидат ова нерегуларност да ја спречат час поскоро. Ова е работа и на полицијата. Имаме уште две информации. Во избирачкото место 2843 во општина Центар, наблюдувач на одредена организација гласно ја искоментирал високата излезност во одредена општина со зборовите: таму сите се комуњари. Уште еднаш апелираме до сите наблюдувачи на сите организации, па нека биде тоа и цивил, да бидат пример за коректно и законито однесување, а не законот и демократските стандарди да ги прекршуваат. За крај, во овој преглед на информации од избрани информации од обработени извештаи до 12 часот, само да споменеме дека во Основното училиште Кирил Печиновиќ во Кисела Вода на избирачкото место 2740 членовите на избирачкиот одбор се без легитимација и не се придржуваат до процедурите за гласање. Повелете со прашање. Доколку има. Следната пресконференција е во 14 часот и 30 минути, исто така ќе биде пренесувана во живо. Ви благодарам.